Европската унија не сака да шпекулира, иако неофицијално високи извори од Европската комисија потврдуваат дека во рамки на Европската служба за надворешни работи се подготвува така наречена листа за санкции кон индивидуалци од Република Македонија со забрана за нивно влегување во некоја од земјите членки на Унијата поради влошената политичка ситуација во земјата, пренесе државната агенција МИА од Брисел. Портпаролката на Еврокомисијата пак Маја Коцијанчич во изјава за МИА ги нарече шпекулации таквите информации, иако потврдила дека по неуспехот да се одржат политичките преговори во Виена минатата недела, Унијата планира некаков вид акции против одговорните. Ние изразивме нашата загриженост и во изјава од минатата недела, ние исто така рековме дека сме принудени да размислуваме за акции, да ги пресретнеме барањето од Европскиот совет, Комисијата и од парламентот, но веќе реков минатата недела и повторувам и денеска дека нема да шпекулирам над тоа, истакна Коцијанчич. Судијата од Апелацискиот суд Битола Зоран Караџовски денеска е избран за нов председател на Судскиот совет на Република Македонија. На денешната седница тој е избран едногласно со 12 гласа од членовите на советот. Новоизбраниот председател вети дека ќе се залага за спроведување на започнатите реформи во судството и за донесување законски проекти за унапредување на судството во Македонија. Негов заменик во Судскиот совет ќе биде Шемседин Јусуфи. Губење на постојните и потенцијални странски партнери со кои соработуваат или планираат да соработуваат македонските компании е најголемата опасност по најавите од Унијата за можно одземање на препораката за предпристапните преговори во јуни годинава, оценува Стопанската комора на Македонија. Комората, која што денеска одбележува 94 години постоење, предупредува дека постои голема загриженост од тоа како актуелните состојби во државата би се одразиле врз стопанството. Според председателот на комората Бранко Азески, држењето настрана од политика е суштинска потреба на комората за најоптимално извршување на нејзината функција. Без консензус пак меѓу јавниот и приватниот сектор нема економски напредок, додаваат од таму. Европската унија ги охрабрува 10.000 бегалци во нелегалниот камп и домени на македонско-грчката граница да заминат во некој од организираните кампови во Грција, изјави портпаролот на Европската комисија Маргаритас Схинас. Ние активно ги охрабруваме луѓето таму да ги следат советите од грчките власти за да се движат кон организираните кампови за прием и се надеваме дека ситуацијата ќе се нормализира во овој многу тежок контекст, истакна Схинас. Денес се одбележуваат 30 години од нуклеарната катастрофа во Чернобил, Украина, во која веднаш загинаа 30 лица, а од радиацијата подоцна се претпоставува дека животот го загубиле околу 400.000 луѓе. Станува збор за неголемата нуклеарна несреќа која што е погодила некоја нуклеарна електрана, како по бројот на жртви, така и по висината на трошоците за решавање со проблемите кои што настанаа како последица на силната радиација. Експлозијата и пожарот кои што се случиле во нуклеарната електрана Владимир Илич Ленин во атмосферата исфрлиле радиоактивни честички кои што пристигнале дури и до источниот брег на Соединетите Американски држави. Како последица на експлозијата во Чернобил, тогашната власт на СССР наредила евакуација на речиси 400.000 жители од градот Припјат, како и околните населени места.